Срамота е, луѓе! Како викаше овој бившиот министер за надворешни што го продаде името на грците? Така викаше, срамота е, луѓе, срамота. Сега влакно од глава не му фали, си седи мирен, никој не го закача. Добро. А јас друго сакав да кажам. Опасно е, луѓе, опасно! Шо е опасното? За жал, ние, како држава, како општество, продолживме некој континуитет на еден културен, во наводници, феномен, што се случи во Србија кон крајот на 80-тите години, а тоа е турбофолкот, кој што со тек на времето и во Србија зазема некои нови форми, нормално се модернизираше по теркот на некои западни естетики, но кои што ги пушти низ филтрите на тие, како да кажам, овчарско-криминални курверајски милјеа, па така да тој турбофолк доби една нова, исто така да кажам, естетика во наводници или некои нови невредности кои што после тоа за жал се развива и добија континуитет во една, две, три држави во регионот, меѓу кои и нашата. Карактеристиките на турбофолкот, кај нас ги гледате и сами, нашите деца се под постојано зрачување на тој турбофолк, чии корени, пак ја повторам, се родија кон крајот на 80-тите години во онаа Социјалистичка Федеративна Република Југославија, поточно во Србија, во Република Србија, и беа извонредна звучна кулиса, саундтрак на примитивниот српски национализам кој го промовираше тогашната власт на чело со Милошевиќ и кој што беше на некој начин вовед во онаа крвава граѓанска војна што ја распадна Југославија и кој што донесе до околу 150.000 жртви. Некој уште многу одамна рекол што започнува со кич, завршува во крв. Токму затоа јас го почнав најавава на ова видео обраќање со парафраза на оној бивши министер што прода името, само што ја не кажав срамота е, луѓе, срамота, туку кажав опасно е, луѓе, опасно. Што е опасноста? Нашите деца се под озрачување на комплетно на турбофолкот. Буквално пуштете секоја наша телевизија, која што е, нели, ова е национална, ќе видите илјадници содржини со турбофолк, се уште имате реални шоа, нели, овие наоѓање невести, тие другите реални шоа, турбофолк, да не зборам, кој што доаѓа од северот, концерти низ Македонија на турбофолк звезди кои што сега сакаа да се прикажат дека се нешто друго или дека биле нешто друго, или дека нивната музика не е турбофолк, но не е битно. Турбофолк феноменот не е само музика, тоа сум го кажал во една емисија, мислам, кај Снеже Велков, сум го објаснувал после и многу пати, кој ме сватил, ме свати, повеќето не ме сваќаат. Значи, турбофолкот е еден глобален феномен, не се однесува само за музика. Турбофолкот во суштина значи некритичко користење или употреба на некоја нова на некоја нова технологија. Што значи тоа? Бидејќи се моите духовни вредности на ниво на неандерталец, ја одеднаш добивам супер миксета, или за прајање музика или не знам што, како кажете, закате, наречете или како се вика денес супер компјутер, кај што можам со супер програм да правам музика. Ја бидејќи моето ниво духовно е на ниво на неандерталец, тогаш јас добивам пари на некој да му направам песни, ја тогаш
во неа ги трпам сите ефекти кои што ги дозволува тој компјутер или тој програм. И тоа е такво трпање, што тоа станува кич, што тоа станува турбофолк, оној момент кога ќе внесам во целокупниот проект и сите други невредности кои што владеат во едно општество, со кои што сакам да ги затрујам или уништам младите, или кои што се мои лични вредности и јас ги промовирам низ тој кичерај што го правам. Например, ако сум гангстер, ако сум наркоман, сакам да се дрогирам, сакам жени со низок морал, значи се што е најниско ја го промовирам низ таа музика. Сега, тој културен, тој феномен, кога ќе стане државна агенда, државно субвенциониран, државно помогнат или општински помогнат, станува милје, го минува однесувањето на луѓето во едно општество, станува, добива свој социолошко-психолошки цели, да се манипулира со масите, да се држат анестезирани, заспани, да немаат критична мисла, да се држат масите на многу ниско ниво. Вака сега со прости зборови ви објаснив што значи тоа турбофолк и неговите опасности ако стане мејнстрим, нели? Или огледало во кое што се огледува голем дел од популацијата во една држава. Тоа секогаш завршува трагично. Најтрагичниот исход од сето тоа може да биде, нели, како што реков, крв, како што се деси во пролевање крв, како што се деси случаи во некогашната СФРЈ. Не велам дека турбофолкот беше причинител на граѓанската војна у тоа време, но секако е на некој начин голем, убаво реков, добра позадина на која што се негува примитивизмот, шовинизмот, иредентизмот, кои што подоцна можат преку на таков помалце забележителен начин да се засилат и да се употребат во право место на право време за да се предизвика некоја катастрофа. Да не должам. Поентата ми е, континуитетот на турбофолкот кај нас, ко гледате секојдневно, зборам сега најмногу за родителите. Кај ви одат децата на концерти? Што слушаат? Под какво влијание се наоѓаат? Какви серии гледаат на телевизија? Какви филмови гледаат на телевизија? Кои му се приоритетите? Темите за муабет во друштвото со другарите, со пријателите, со така натаму. Ако не сте го чуле тоа изворно од вашите деца, можете да седнете у било кој кафич, да поседите 2-3 сата, ако има на масата околна 1-2 маси помлади луѓе, негде 18, 19, 22, 25 години, пошто иако доволно гласно збората, ако сте маса до маса релативно добро слушате на кои теми зборат, ќе сватите кои се нивните сфери на интерес, кои се нивните приоритети. Не генерализирам, но што сакам да кажам пред да продолжам на тема. Треба да знаете исто така еден податок. Во град Скопје месечно се трошат од 30 до 40 кила кокаин, или популарно кажано бело. 30 до 40 кила месечно само во град Скопје. Тоа се 30 до 40 илјади грама кокаин. По 100 и нешто евра грам, зависи од чистината на хероинот, на кокаинот. Ако сметаме дека 30 кила се трошат месечно, тоа ви е нешто над 3,5 милиони евра месечно. На годишно ниво некој заработува само од град Скопје од користење на кокаин 43 милиони евра, цирка да кажем. Само во град Скопје.
Дали сте свесни дека вашите ќерки се онадат за цртка 2, 3, 4 кокаин со луѓе кои што може прв пат ги сретнале таа вечер? Ке дојат дома вечерта, глумат фини деца, се бајлете се облакаат, одат на факултет, полагаат испит или не полагаат, или слушаат предавања, но генерално го прават тоа. Дали знаете колку од вашите керки или синови на кои што сте им купиле коли од 80.000 евра за завршена матура, значи не за дипломирање на факултет, за завршена матура сте им купиле 80.000 евра. Дали знаете на што ги трошат големите джепарлаци што им ги давате? Дали знаете токму тие кои што мислиш дека се невини млади голобради момчиња ги гледаш седнати у кафич негде, пијат кафенце, овона, вечерта вади пари и купуе 5 грама, 3 грама кокаин, кој ше преку 300 евра, да кажем. Кој шо он со друштвото 10-15 души го шмркаат у една вечер. Знаете колку цртки се тоа? Небитно.